Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме за индустријски суровини и медиуми. И да започнеме. Кога користиме микроорганизми во индустријата, не ги поставуваме нив така само во еден сад со вода, него тие треба да се постават во соодветен медиум, кој ќе има возможи оптимален раст и развој, односно умножување на микроорганизмот и зголемување на клеточната маса. Различни микроорганизми преферираат различни медиуми. Така, значи, не се користи еден медиум за сите микроорганизми. И медиумот кој се користи за еден микроорганизам, исто така зависи од тоа што сакаме да постигнеме. Така, значи, може да се користи различен медиум за еден исти микроорганизам, зависно од тоа што сакаме да постигнеме. Главно, медиумот е во течна агрегатна состојба, бидејќи зафаќа помал простор, исто така не мора да се трошат пари за агар за уцврстување. И генерално медиумот треба да го содржи следно. Треба да содржи извор на јаглерод, на азот, минерални материи, фактори на раст и вода, а не треба да содржи инхибиторни супстанци. Инхибиторните супстанци нормално не се универзални. Една супстанца може би е инхибиторна за еден микроорганизам, а не е инхибиторна за друг микроорганизам. Океј. Како извори на јаглерод, главно се користи глукоза, скроб, целулоза, алкохол, органски киселини и други јаглеводороди. И генерално, 1 мг на глукоза дава 0,5 мг на клеточна маса. Значи, во зависност од тоа колку биомаса сакаме да произведеме, така ако сакаме да произведеме 10 кг клетки, треба, значи, да ставиме 20 кг глукоза. Во ред, значи 1 мг глукоза ни дава 0,5 мг на клетки. Следно е азот. Азотот е потребен за градење на нуклеински киселини, на протеини и така натаму. И азотот главно го добиваат во форма на амоњак, но може и на други, како други амониумови соли. И околу 625 мг на азот се користат за добивање на 5 мг клеточна маса. Значи, огромно количество на азот е всушност потребно за добивање на мало количество клетки. Минерални материи се потребни како кофактори учествуваат во голем број ензимски катализирани реакции, односно се врзуваат со ензими, или пак се врзуваат со други молекули. И вакви се фосфор, сулфур, магнезиум, железо, манган, цинк, молибдат и така натаму, има уште многу други. Фактори на раст се главно витамини, аминокиселини, нуклеотиди. И витамините, знаеме исто и тие учествуваат како кофактори, се врзуваат за ензими и помагаат во многу ензимски катализирани реакции. И нормално вода. Сега, најголем дел од овие супстанции кои се даваат, глукоза, скроб, целулоза, минерални материи, витамини, аминокиселини и така натаму, не ги додаваме во чиста форма. Така, значи, многу е скапо да имаш раствор каде што ќе имаш чисто 100% од витаминот. Така, значи ќе има 70% витамин, 30% некоја друга субстанца. Исто така, многу често изворите на јаглерод, така, значи, глукоза, скроб, целулоза, доаѓаат од некои не толку чисти суровини. Во ред, например, добиваш суровина од некоја друга индустрија и таа суровина содржи 70% глукоза, 30% нешто друго. Сега тоа е многу поевтино него ти да нарачаш 100% чиста глукоза. Да, ти ако користиш 100% чиста глукоза, може би ќе добиеш поголем принос, бидејќи нема да има некои инхибиторни материи и така натаму, но 100% од што и да е многу скапо. Океј, значи 100% од кој било производ е многу скапо, така што најчесто не се исплати, него поисплатливо да се користат суровини од други индустрии. Океј, инаку само дека сакам да спомнам за водата. Да, водата се користи во подкотовка на медиумот, но во голем дел од индустриите се користи за миење на ферментаторите, се користи за ладење, така бидејќи се создава доста температура. Ферментацијата е главно екзотермен процес. Има многу екзотермни реакции, така што се загрева многу и треба постојано се лади, така што големи количини на вода всушност се трошат во индустријска микробиологија. Океј. Сега, кога нарачуваме суровини кои што содржат некои од овие супстанции, така,
треба да земеме многу работи во предвид. Треба да земеме цената, така? Значи што е поевтино, а ќе ни даде релативно исти принос. Има луѓе кои може се тоа да го пресметаат колку принос ќе се добие, колку е цената, со која суровина сме повеќе во плюс. Така, значи треба доста пресметки да се направат. Овдека исто така влегува достапноста, например суровината дали има цело време во текот на годината. Не секаш некоја суровина која е добра и ја нарачаш, ама ти ја носат само во лето, например во зима ја нема и сега треба да смениш друга суровина. Обично тоа не е добро. Треба скоро секогаш да користиш една иста суровина за продуктот кој го добиваш, секогаш да биде со исти квалитет. Океј, значи квалитетот треба секогаш да остане исти, така што убаво е секогаш да користиш иста суровина. Али ако таа не е достапна во текот на цела година, тоа не е добро. Значи тоа треба да се зема во предвид. Треба да се зема во предвид колку време трае транспортот. Тоа ќе влијае главно нели на цената, тоа влегува под цена. Имаме отстранување на отпадот. Различна суровина може да произведе различен отпад понатаму, зависно кој микроорганизам го користиме во кое производство и така натаму. Бидејќи голем дел од суровините содржат супстанции кои ќе бидат метаболизирани од страна на микроорганизмот и ќе дадат нус продукт. Океј, и се тоа кога влегува во отпад и ќе треба да се отстрани. Некој отпад има строги регулации како мора да се отстрани, што може да одземе пари. Така, например, имаш некој отпад кој не можеш само така да го фрлиш во река или слично, бидејќи можеби е токсичен, не е биодеградабилен или што и да е, и мора да се отстрани на друг начин. Океј, и тоа може ќе кошта пари, така што и тоа треба да се земе во предвид. Како што спомнав, постојаност на квалитетот, тоа зависи од тоа да секогаш добиваш иста суровина од исти производител, така што квалитетот секогаш да ти би исти. Прво треба постојано се прават анализи, така што ако нешто фали, треба да се додаде со цел секогаш да биде исто. Прекурсори, што се тие? Тие се некои молекули кои се наоѓаат во суровината, кои што даваат одредена карактеристика на продуктот. Например, за производство на пеницилин Г потребни се фенилни соединенија. Сега, фенилни соединенија доаѓаат ако користиме алкохол како извор на јаглерод. Океј? Значи, овдека каде што имаме извор на јаглерод, ако користиме алкохол како извор на јаглерод, внатре во алкохолот, како дополнително, имаме фенилни соединенија. Океј? Што ни се потребни ако сакаме да произведуваме пеницилин Г. А ако користевме глукоза за извор на јаглерод, во тој случај ќе моравме да додадеме фенилни соединенија дополнително. Океј? Значи некогаш можеме да избереме суровина која ќе ги има соодветните прекурсори, така што не мораме да ги додаваме. Битни се исто така и фазите на раст. Овдека не навлегувам во никакви детали, али бактериите имаат како лаг фаза, па имаат лог која е експоненцијална, па имаат стационарна, односно идиофаза. И во различни делови потребни се различни супстрати се користат. Океј? Значи експоненцијалната е главно раст и развој, додека идиофазата е продукциона фаза. И при различни фази на растот на микроорганизмот се користат различни супстрати се потребни и се произведуваат различни нуспродукти и така натаму. Значи тоа се треба да се запази кога треба да се бира суровина. Најчести суровини кои се користат е пченкарен алкохол, профло, исто така растворливи дестилати, сојно брашно и меласа. И сега ќе спомнеме нешто за сите овие. И прв на листата е пченкарен алкохол, кој е всушност нус производ од производството на скроп од пченка. Значи се зима пченката, се става под вода и се додава сулфур диоксид кој ги убива најголем дел од бактериите, но преживуваат некои хомоферментабилни видови од родот Lactobacillus, кои што почнуваат да ферментираат пченката, се создава млечна киселина, се скиселува доста средината и после некое време и самите и тие бактерии умираат. И во супернатантот всушност го имаме алкохолот. Океј? Така што тој се претура, тука го имаме алкохолот, но имаме и многу други супстанции, имаме витамини, некои минерали, доста аминокиселини има и така натаму. И сега може малце да се концентрира со помош на дестилација, што ќе ги убие останатите бактерии, бидејќи ќе користиме топлина, но не мора. И сега тој алкохол може да се користи како извор на јаглерод и плюс така на витамини, аминокиселини и минерални материи.
Наредно е профло, што е како жолтеникав прав кој се добива од ендоспермот на семе од памук и се користи главно за производство на тетрациклини, пеницилини и е многу богато со протеини и минерални материи. Растворливи дестилати се како нус производ од производството на алкохол од пченка и од јачмен. Значи имаш производство на алкохол од пченка и јачмен, тие ферментираат, се добива алкохол, тој може да се дестилира и при тоа се добиваат голем број остатоци, така кои не се користат. И тие остатоци може сега да се филтрираат, така што цврстите честички да се отстранат и тоа што останува се тие растворливи дестилати кои се богати со голем број на соединенија. Содржат всушност многу фактори на раст. Имаме сојно брашно кое се добива од индустријата која што добива масло од соја. Значи кога произведуваат масло од соја, кое се користи за маргарин и за антипенење и во други прехранбени производи, тоа што останува е сува материја од соја, која се меле, се подготвува и се прави брашно од соја, која може да се користи нели како суровина и е доста богата со протеини и некои други соединенија. Меласа. Меласа е всушност нус продукт од шеќерната индустрија. Сега нормално кога се произведува шеќер, тој може да се произведе од шеќерна трска или од шеќерна репка. Како и да е, дали е шеќерна трска или шеќерна репа, генерално процесот е вака. Значи се зема, се мечи, се дроби, се добива како зеленкав раствор, окей? Тој зеленкав раствор, во него се додава вакво вар, се додава исто така и висока топлина, мислам, се става на висока топлина, се додава вар и при тоа голем дел од протеините и некои други супстанции коагулираат, паѓаат на површина, на дното, каде што прават како талог. Океј. Сега, ние супер натантод, значи горниот дел, не талогот, него горниот дел, го префрламе у друг сад, каде што во тој сад сега како што останува таму, почнува да кристализира и се прави како еден сируп, значи како густ сируп, пак е како течно, али има многу кристали на шеќери. И тој сега може повторно да оди на вриење и на центрифугирање, каде што се добиваат две фракции. Долната фракција е шеќер А или А шеќер се нарекува, горната фракција е А меласа, окей, или меласа А. Тоа може да подлежи на понатамошни вриења, каде што се добива Б шеќер и Б меласа. Така како ато е вака на водници како да го ставам. Значи А шеќер, А меласа, Б шеќер, Б меласа и така натаму. Може да се повтори неколку пати и на крај се добива нешто што се нарекува црна меласа, која е црна и не е со многу висок квалитет и не е толку потребна и затоа се дава во другите индустрии за ефтини пари. А шеќерот што останува е тој најсуровиот шеќер, рафиниран шеќер кој се користи на доста места, најефтин всушност и тој се преработува, може да се отстрани ко кафенената боја, бидејќи ко карамела има направено, така ко кафене, зашто го вриевме и тоа се отстранува и сега станува бел. И станува бел шеќер. Но тоа не е битно. Значи главно оваа меласа која исто така содржи доста голема содржина на шеќери, се користи во голем број индустрии како извор на јаглерод. Постојат и многу други суровини кои може да се користат како извор на јаглерод, протеини, кои всушност произлегуваат како нус продукти од некои други индустрии. Така, еден пример е касава, односно името е Манихот esculenta, латинското, кое е растение кое се одгледува и се користи во тропските земји. Имаме сладок компир, просо, ориз, кинеска шеќерна трска, додека за протеини може да се користи брашно од кикирики, што е слично како соиното брашно. Значи кикириките се користат за масло, а тоа што останува се користи како брашно од кикирики. Брашно од крв, ова се звучи чудно, но всушност во местата каде што ги колат животните за месо имаат многу крв. И таа крв може да се собере, се врие, се коагулира крвта и понатаму преку низа процеси се добива како брашно од крв која е доста богато со протеини. Океј, бидејќи крвта содржи доста протеини и шеќерни компоненти. Може да користиме брашно од риби,
кој се користи најчесто од органите од рибите, може да се користи, се мелие, тоа се прави и се добива како брашно кое е доста богато со минерали. Океј, значи најразлични продукти од најразлични индустрии може да се користат зависно што ти е достапно. Така, ако живееш во тропски земји, може да ги користиш нуспродукти од индустријата на касава. Ако живееш, например, во таму азијските земји, каде што имаат доста ориз и кинеска шеќерна трска, ќе користиш нуспродукти од таа индустрија и така натаму и така натаму. Сега, интересно е кога се користат растителни полисахариди, значи од голем број растителни индустрии, се користи скроп целулоза и хемицелулоза. Сега овие се сложени шеќери, значи полисахариди, изградени се од многу сахаридни единици, и микроорганизмите не може да ги користат како такви. Значи ние мора пред да ги третираме на некој начин, со цел да можат микроорганизмите да ги користат. И ова главно се прави со користење на висока температура, со користење на киселини. Киселините многу често даваат и нуспродукти некои, бидејќи киселините реагираат со други соединенија и даваат нуспродукти, или пак се користат ензими. Ензимите се поспецифични, али затоа се поскапи. Значи ензимите не даваат нуспродукти толку, но е поскапо да ги добиеш. И ензимите ги добиваме од други микроорганизми, преку други индустрии. И се користи, например, алфа-амилаза за 1,4 врските, збориме се за скроп, бета-амилаза за 1,4 и за 1,6 и различни глукозидази. Има многу такви кои се користат. Многу ензими. Бидејќи скробот всушност е изграден од амилоза и од амилопектин. Амилозата е линеарната, амилопектинот е разгранетата и така натаму, така натаму. Значи тоа не ни интересира толку, но овде ќе има само еден текст кој ќе го прочитаме. Дека во индустријата хидролизата на скробот во шеќери се мери во декстроза еквиваленти. Значи тоа е за да се одреди колку всушност до кој степен стигнала хидролизата. Што повеќе декстроза има, тоа повеќе хидролизирал скробот. И овдека кажува дека за сахарификација на скроб во индустријата киселината се почесто се заменува со ензими. Некогаш се користат киселини за започнување на процесот, а потоа се завршува со ензими. И ова е, например, интересно. Ако се користи киселина, се стига само до 55 декстрозни еквиваленти и на оваа граница започнува веќе да се прават некои споредни продукти кои не ни се нас од интерес. И овдека века дека голем дел од ензимите всушност ги добиваме од од герминативни семиња и од микроорганизми. Герминативни семиња, бидејќи семето за да израти мора да активира ензими кои ќе го деградираат ендоспермот, така што за добие енергија за растење. Исто така и од микроорганизми преку други индустрии може да се добијат. Тоа беше главно се за ова видео. Има многу повеќе што може да се говори за добивањето например на ориз, на супстратот од ориз, не за ориз, за кинеска шеќерна трска, просо и така. Значи за сега ова може да се спомне доста повеќе, но не ни е толку нас сега тоа од интерес. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.